Според новото истражување на Гартнер, услугата Desktop as a Service станува поевтина и поефикасна од традиционалните деловни лаптоп компјутери. Се предвидува дека до 2027 година DaaS ќе биде исплатлив за 95% од вработените, во споредба со само 40% во 2019 година. Употребата на хостирани десктоп машини како главен работен простор исто така е во пораст. Microsoft е водечки добавувач во оваа област, благодарение на решенијата како Azure Virtual Desktop и Windows 365. Повеќето корисници на нивните DaaS услуги доаѓаат од средно големи компании, а се помалку организации инвестираат во локални VDI системи, префрлувајќи се кон клауд решенија. Иако DaaS носи значителни заштеди и флексибилност, пазарот е се уште во рана фаза. Постои загриженост за можен монопол од страна на добавувачите, сложени лиценци и недостаток на регулатива, што може да предизвика почетни потешкотии за некои компании. Apple планира голема промена во начинот на представување на своите нови iPhone уреди. Според извештајот на AT News, со серијата iPhone 18, компанијата ќе организира два одделни настани, еден за премиум моделите, а друг за поевтините. Првиот настан се очекува во септември 2026 година, кога ќе бидат прикажани iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, Pro Max и евентуално првиот преклоплив iPhone, неколку месеци подоцна. Ке следи втор настан каде ќе бидат представени основниот iPhone 18 и поевтиниот iPhone 18e. Со ова, Apple ќе обезбеди подолгорочен медиумски интерес и ќе им даде повеќе внимание на поекономичните модели. Истите извори наведуваат дека овој модел на представување би можел да продолжи и со серијата iPhone 19. Овој пристап не само што ќе ја одржи возбуда меѓу потрошувачите, туку и ќе им овозможи на сите уреди рамноправно медиумско присуство.